дојдовте во уште едно издание на Формула 1 на македонски. Денеска со вас, накратко, би сакал да го споделам моето искуство гледајќи ја Формула 1 Drive to Survive сезона 2 продукција на Netflix. Оние кои имаа прилика да ја изгледаат лани првата сезона Drive to Survive, знаат што да очекуваат. Вие можеби што ја немате гледано, најсредночно ви ја препорачувам. Интересен начин да се дојде многу поблиску до тимовите, да се видат некои аспекти и моменти кои обично не ги гледаме кога имаме Гран При викенд. Интересни дуели, интересни размислувања на возачите, на тимските шефови, на сите останати вработени во тимовите, како тие се справуваат секојдневно со сите проблематики кои ги нуди Формула 1, како се носат големите одлуки, кои се пресудните моменти. Најпрво сакам да се фокусирам на оние најинтересни моменти кои сезона 2 ги опфаќа. Не е ова никаков спойлер, бидејќи сите сме ги гледале трките, нели? Ова е некако ретроградно, меѓутоа многу време е обрнато на Хас и на нивните внатрешни колизии, би рекол, помеѓу возачите, помеѓу тимскиот шеф. Јас искрено обожавам да ги гледам овие моменти во Хас, не дека се радувам што они не функционираат најдобро, туку навистина се забавни, навистина се енергични, сите тие случувања таму. Јас би гледал една цела сезона само со Хас. Значи, кога би имало 10 епизоди, од 10 со Хас би ги гледал буквално од почеток до крај. Многу добра репортажа, многу добро опфатено. Понатаму доста од времето е посветено на моментот кога Даниел Рикардо се одлучува да го напушти Рено и да премине да го напушти Ред Бул и да премине во Рено. Неговиот начин на размислување, како тој доаѓа до таа одлука и потоа како се соочува со реалноста дека болидот на Рено е нормално далеку послаб од болидот на Ред Бул и дури помалку компетитивен од тој што очекувал. Низ сезоната како оди доста интересно. Понатаму кога сме веќе кај Ред Бул, офатен е многу добро моментот со Пиер Гасли, неговата промоција во Ред Бул, потоа неговата деградација, би рекол, во помалиот сестрински тим Торо Росо и промоцијата на Алекс Албон. Интересно ми беше и пријатно бев изненаден од приказната на Алекс Албон. Ја лично не ја знаев како тој доаѓа до Формула 1, многу детали за неговиот приватен живот, за неговото детство кое било навистина мачно, би рекол, и стварно сум некако благодарен до него што успел покрај се да се пробие во Формула 1, така да навистина оваа епизода посветена на Алекс Албон, која беше буквално ме фасцинираше. Големите пауни Мерцедес и Ферари кои лани забранија снимање од страна на екипата на Netflix во нивните боксови и фабрики, овој пат дозволија пристап, го симна нивниот оклоп и видовме внатре, можевме подобро се запознаеме како функционира тимот на Ферари, тимот на Мерцедес, и двата тима имаат по една епизода посветено на нив. Мерцедес во Германија со онаа хаотична трка по повод нивниот јубилеј, дожд, различни временски прилики, излетувања и навистина интересни моменти кои стварно на друго место не може да ги видиме, и Ферари со нивните внатрешни проблеми со кохезијата помеѓу Фетел и Леклерк, Матија Биното, неговите размислувања, последниот судар помеѓу двајцата возачи во Бразил. Доста интересни моменти се офатени. И секако на крај легендарниот Кими Реконен се појавува само еднаш, кажува една реченица и ќе ве остави да се смеете до сабајле. Мислам, Кими си е Кими, незаменлив е, секогаш бил таков и ќе си остане. Што можам друго да кажам? Малку серијалот пати малку од неконзистентност, односно начинот на кој е измиксан е многу чуден, дури би рекол за луѓе кои следат Формула 1 малку збунувачки. Имаме настани, да речеме, ги пратиме настаните во Ред Бул, во една епизода имаме настани 3 месеци пред сезона, па одиме на сред сезона, па на крај сезона, па се враќаме на предсезонски тестови. Верувам дека режисерот сакал за оние луѓе кои не следат Формула 1 малце да им даде контекст, да ги упати во некои случаи, меѓутоа од друга страна па ние што ги знаеме тие настани цело време напред, назад, пред 3 недели, после 3 недели, пред 2 месеца, после 2 месеца, малку тоа шетање напред-назад е, би рекол, непотребно, меѓутоа тоа е што е. Ова е единствена уникатна прилика која ни дава можност да бидеме поблиску до возачите и тимовите од кога и да било, да видиме нивната човечка страна, како они функционираат едноставно како човечки битија во секојдневието, како се спремаат за трките, како ги доживуваат трките, како се соочуваат со неуспеси. Најсредочно ја препорачувам, би дал оценка 7 од 10, искрено првата сезона малку повеќе ми се допадна него оваа, меѓутоа тоа е личен вкус, можеби вас ќе ви се допадне многу повеќе оваа втора сезона, во линкот доле
во самото видео ќе оставам линк каде да ја најдете Netflix сезона 2 Drive to Survive и се гледаме во некое следно видео. Во коментар, како и секогаш ве молам вашето мислење, дали ви се допадна сезона 2, кои беа вашите најинтересни моменти и се читаме. Поздрав!